Во 1886 година во Соединетите Американски држави, точно на 1 мај во Чикаго, се одржуваат за прв пат работнички протести на кои што учествуваат околу 300.000 работници. На тие протести доаѓа до судири со полицијата, исто така има и жртви. 2 години подосна, во солидарност на тој штрајк, започнуваат точно на 1 мај штрајкови во останатите држави во светот и од тогаш работниците полека ги добиваат своите основни права за кои што се борат, а тоа се 8-часовно работно време, пензиско и здравствено осигурување. Права кои што во некои држави се постигнати пред 100 години, а за жал кај нас се уште не се почитуваат. Наш соговорник е Рубинчо Ризанковски од Сдруженијето за заштита и унапредување на работничките права, достоинствен работник од Прилеп. Господине Ризанковски, кога сме кај правата на работниците, кратко како вовед на ова наше интервју, зошто и во 21. век во Македонија работникот е третиран, ајде да кажеме, во еден така наречен модерен неоколониализам или е обесправен од страна на работодавачите, нема никаква подкрепа од никого? Да, добро прашање. Во однос на самиот вовед тоа што го кажавте во Чикаго, кај нас во Република Македонија работниците се чувствуваат недоволно заштитени во однос на самиот закон за работни односи, од тоа што се врши повеќе трудова експлоатација отколку работничкиот труд кој што треба да се цени од страна на работодавачите. Точно дека во Република Македонија од осамостоувањето знаеме дека и самите синдикални организации во Македонија не се доволно функционални кои што треба да заштитуваат овие права на работниците во однос и вие на самиот почеток што кажавте да ги мотивираат работниците во однос на почитувањето и на нивните обврски, но сепак поголеми обврски и задачи да се дават на самите работодавачи во однос на елиминирање трудовата експлоатација. Од тој аспект ние како Сдружение Достоинствен работник во овие 2 години, од оваа година и наредната година, од самиот проект кој што е институционална поддршка за унапредување и заштита на правата на работниците во локалната заедница, кој што е поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија, е главната цел да дадеме едукација на работниците, покрај едукацијата и правната заштита, каде што можат во секој момент да пријават, независно од нивната дејност каде работат, затоа што работничките се права многу битни во нашата држава, а исто така веќе гледаме и од самите извештаи на Европската унија дека ги ештиклира како многу значајни во однос на полето на заштитата и унапредувањето правата на работниците. Така да овој проект дава една можност за воспоставување на соработка помеѓу институциите, граѓанските организации и синдикатите, каде што можат самите работници да се чувствуваат полагано за да може да ги пријават за оние начини кои што доаѓа до елиминирање на трудовата експлоатација, каде што најчесто ние имаме во текстилната индустрија и во земјоделскиот сектор. Така да можам да напоменам дека овој проект исто така го дава вниманието и на безбедноста и здравје при работа, кој што е многу битен ем законски, ем начин на заштита на работниците од страна на работодавците. Во Република Македонија можам да кажам дека во земјоделскиот сектор имаме поголем број на смртни случаеви од непазење на земјоделската механизација, кој што за жал се случува во пелагонискиот и во струмичкиот дел, каде што имаме најмногу земјоделци, бројот на земјоделци, но исто така се јавува и недоволни елементарни работи во текстилната индустрија, каде што работниците во овој сектор не се доволно заштитени и во тој аспект треба вниманието на безбедност и здравје при работа да се зголеми. Се охрабруваат и работниците да ги пријават овие нарушувања на нивните работнички права? Да, тоа е добар знак, што работниците полека веќе почнуваат да ги пријавуваат своите прекршувања на работничките права, така што во нашата организација од самиот почеток, од 2016 година, кога започнавме првиот проект на имплементација на трудовата експлоатација, веќе имаме досега 50 случаеви пријавени, кои што се исто така дел од нив и испратени до Државниот инспекторат за труд во Скопје. Од тука можам да кажам дека од тие моментално имаме 5 кои што се решени. За жал не можам да ги спомнам во делот на фирмите, затоа да не дојдеме до некоја конфронтација, па за да можеме после да се тужиме, но сепак во општина Прилеп најмногу гравитира текстилната индустрија, каде што тука треба повеќе да се запази вниманието од страна на работодавците во однос на заштитата, а исто така и во однос на прекршувањата на некои права како што се во делот на Законот за работни односи, безбедност и здравје при работа,
а исто така и можам да напоменам дека се врши дел од некои работодавачи врз работниците и психолошко насилство, тоест мобинг. Дали се почитува законот за минимална плата од 12.000 денари? Моментално знаеме дека законот за минимална плата, значи тој се измени во текот на оваа година, значи со доаѓањето на новата власт која што му беше ветување. Можам да кажам дека во однос на минималната плата дел од работодавачите и ја имат, значи ја дават, но некои веќе треба да започнат сериозно да помислува, затоа што самиот закон за минимална плата кажува дека казните за работодавачите се многу високи, кои што околу 6.000 евра, а исто така може да се предвиди и казна затвор, кој што навистина е многу непријатно да дојде до некој работодавач да се доведе до ситуација да биде и казнет, но исто така и затворен. Минималната плата од наш аспект мислам дека ќе действува до оние 6 месеци кои што ги даде самата влада како гаранција дека ќе ги поддржува работодавачите, тоа фирмите, каде што ќе исплаќаат, значи работодавците минималната, каде што тие ќе добијат дотација или субвенција од страна на владата, но сепак тоа е многу краток период, треба тој период да се продолжи, но доколку не се продолжи, значи законот за минимална плата, за жал од некои работодавачи кои што најтрагично се во текстилната индустрија, каде што тука имаме злоупотребата, може пак да се доведеме на првичното ниво кој што го имавме и претходно. Да земаат помалку од 12.000 денари плата. Да, точно затоа што помалку 12.000 денари, каде што претходно беше, значи 8.000 денари на текстилен работник, кој што на вистина тоа е многу малку, а 12.000 веќе ако дојдеме до ситуација, тоа е значи она субвенција што ја добива, но сепак треба платата на текстилниот работник да биде загарантирана, а не само со законот за минимална плата, туку треба веќе да се изменува и самиот закон за работни односи или да се донесе нов закон за работни односи, кој што ќе даде можност да има повеќе права и обврски на самите работници и во фирмите, а помалку значи во однос на работодавачите, затоа што сите знаеме дека работодавачите се добро организирани во Организација на работодавачи, Бизнис конфедерација на Македонија и таму веќе во Северно-западна комора и така натаму во коморите, каде што работодавачите како знаат и умеат многу успешно овие работи да ги стагнира се во насока на незаштита на самите работници, а сепак знаеме дека работниците го дават оној приход кој што самите фирми го обезбедуваат, така да работникот мора да ги земи своите права, кој што е многу битно, а ние како организации, граѓански организации сме тука да им помогнеме во делот на правната заштита, а исто така да добијат информации во однос на независно од законот за работни односи или останатите сродни закони. Кога сме во однос на висината на таа плата, во 21 век во Македонија зборуваме за 12.000 денари месечна плата, дали може една индивидуа да помине во текот на месецот, односно каква е потрошувачката косничка во однос на таа минимална плата? И каде е излезот? Добро прашање, значи во однос на минималната плата 12.000 денари е многу малку спрема просечната плата која што изнесува 32.000 денари, спрема оние синдикални кошници или ако тргнеме од самиот државен завод за статистика, 12.000 денари е многу малку, затоа што ако од тие 12.000 денари делиме само за оние режиски трошоци кои што ги има секој домаќинство, ќе видиме дека пак ќе се доведе до степен на 5.000 денари, а расход имаме повеќе од колку што имаме приход. Така да треба да се внимава многу повеќе, затоа што веќе и како што имам информации дека полека веќе и во однос на минималната плата се зголемува, како што се кажа последната информација од страна на владата, дека оние работодавач кој што ќе исплати плата на 18.000 денари, значи ќе добие стимулација, но сепак тоа да оставиме да видиме последнова година како ќе се имплементира, но сепак значи во однос на самата минимална плата е многу стварно минимална спрема останатите плати ако ги видиме околу регионот. Така да се надевам дека ова би било добро да се зголемува отколку да се намалува, бидејќи со тоа ако се намалува ние имаме пак значи злоупотреба на работничкиот труд кој што е навистина многу вреден и треба да се почитува страна на работодавачите. Кога сме кршењето на работничките права, станува збори за работното време. Како што кажаме и во нашиот вовет ново интервју, некои права се изборени пред 100 години, ние во денешно време имаме работниците работат повеќе од 8 часа, а сето тоа прекувремено работење не им е платено страна на работодавачите, нема каде да пријават и не се заштитени од никого.
Во однос на тоа, добро кажавте во ведо, така да и во Република Македонија законот за работни односи, значи ги предвидува тие 8 работни часа спрема законот како ефективно работно време, но секое прекувремено значи мора да се доплати, да биде ставено и да биде пресметано во однос на самата плата. Но сепак значи ние знаеме дека тука имаме прекршување на правата во однос на тоа 8 часа работа и после ако се 4 часа дополнителни, значи ние треба тие 4 часа некаде да биде евидентирани, а со тоа веќе и да влеза во самиот пресметка на плата. Но сепак знаеме дека има прекршување на закон за работни односи од страна на некои работодавачи. Тука се однесува и на самите оние работници во јавниот сектор кои што се во однос на договор на дело, каде што и треба тука да се регулира и самиот закон за облигациони права, каде што мора да кажи прецизно законодавецот, значи во однос на договор на дело дека се предвидува тоа што ќе биде на работно место, но туку да влезе значи и самото здравствено и осигурување. Многу е битно затоа што тие лица знаеме как ги третираме како хонорарци, а фактички не се евидентирани за социјално и пензијско осигурување. Тоа многу треба да се внимава затоа што двата закона се многу спојливи и мора да се внимава затоа што во Законот за работни односи што ги специфира, туку ги категоризира сите лица кои што се делот на независно дали се на договор на дело, дали на авторско дело и така натаму, но сепак ова група ја нема она најглавната, тоа е социјалното и пензијското осигурување. Како да се постигне тоа ако во самите државни институции тоа не се почитува? Во однос на државните институции, тука треба, ова е моје мислење, дека треба државниот инспекторат за труд да влезе и да ги прочешла тие работи, затоа што тука имаме прекршување на правата на работниците. Не може работник кој што извршува физичка работа да биде ако земиме јавно предпријатие, да биде третиран на договор на дело, кога веќе знаеме дека тука имаме прекршување на Законот за безбедност и здравје при работа, а со тоа го прекршуваме Законот за работни односи. А фактички самиот работник е на договор на дело или авторско дело, а услугата значи како ја извршува кога мора да бидат запазени овие сите процедури, а во самиот договор мора да биде. Затоа што имаме ние во Република Македонија и агенции за привремено вработување кои што и преку нив работодавачите можат да го прават тоа, ама сепак таму значи се регулира и пензијското и здравственото осигурување. Тоа е многу битно, наместо да оди на една насока, може да оди на повеќе насоки каде што работникот мора да биде заштитен, независно од тоа дали е во приватниот сектор или јавно предпријатие или па сепак државна институција. Ние сепак знаеме дека во Република Македонија вработувањата се повеќето во државниот сектор, затоа што во јавниот сектор, а моментално во јавниот сектор немаме сега моментално подпишан колективен договор кој што е многу битен за тие работници, уште се чека тој колективен договор, да видиме тука како ќе биде во измените и дополнувањето на колективниот договор, бидејќи тука ги кажува сите прави обврска на самите работници и на страна на работодавачите, тоа се мисли на самата држава. Дали фирмите го почитуваат од законот за регрес, односно популарниот К15? Во однос на популарниот К15, регресот за годишен одмор, дел од фирмите го почитуваат, така што со измените на закон на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството од 14 јули 2015 година е тоа што дека К15 мора да им се исплати на сите работници кои што оствариле 6 месеци кај еден исти работодавач, а тоа е 40% од просечната месечна нето плата по работник, така да во однос на фирмите кои веќе го исплатиле регресо во оваа година, значи остаток има каде што некои не го исплатиле, а тоа мора да го направат до крајот на овој месец, до 31.12 оваа година, за да може да влезе во системот на дека е тоа исплатен регрес К15 на секој работник. Во однос на постоечки колективен договор, тука сепак имаме нејасноти кои што се укажува дека делот дали еден работник кој што работел 6 месеци кај исти работодавач, потоа уште 6 месеци во друга фирма, дали во истата календарска година може да му се даде К15, но сепак тука не е прецизирано, затоа што законот многу јасно кажува дека мора да биде 6 месеци кај еден исти работодавач. Како што спомнавме претходно, работодавачите се многу добро организирани помеѓу себе да се ги заштитат своите права, додека работниците многу малку се организираат, а тоа треба да го прават преку синдикалните организации. Кај на Сојузот на синдикати на Македонија веќе 100 години
мислам дека постои само како една обична институција која што воопшто не ги заштитува работничките права и најчесто она што можеме да го видиме е борбата за фотелја, кој да седне на председателската функција и колку повеќе тој што ќе седне да се умилкува на власта. Зошто е тоа така? Зошто со години во Македонија немаме ниту еден протест организиран? Да, тоа е многу добро прашање. Во однос на синдикалното организирање кај работниците, значи тоа е утврдено со закон за работни односи, дека мора синдикално да се организира, независно во која фирма, дали била приватна фирма или странски, сега што викаме странските инвестиции, значи и во нив мора да има синдикално организирање. Но кај нас во Македонија е чуден парадокс тоа што работниците нема меѓу себе солидарност. Кога ќе почувствува таа работа за солидарност, тие мора да се групираат во синдикално здружување. Синдикалното здружување им дава поголеми права и спрема самиот работодавач, кога би застанале да протестира за некое прекршено право во самата фирма, а со тоа значи дека самата синдикална организација кај тој работодавач има право да се подпише бипартитен договор за соработка, тоа значи соработка помеѓу фирмата и самиот синдикат кои што ќе ги третираат правата на работниците и правата на работодавачот. Но кај нас за жал ние го немаме. Посебно синдикалното организирање го немаме во текстилната индустрија, го немаме во земјоделскиот сектор, а исто така сега што е многу трагично, го немаме во странските инвестиции, во тризоите тие фирми кои што се формираат, значи немаме синдикална организација. Тоа е многу битно, затоа што ако земеме една странска компанија, која што во последните неколку години и вие знаете дека Дретелмајер во Кавадарци беше таква фирма која што вработува 3000 души, се случија навистина ситуации кои што не се добри за самите работници, смртни случаеви, каде што немаме синдикално организирање меѓу работниците, со недозвола на самиот работодавач и доведува до вакви моменти. Но кога тоа би се случило и солидарноста помеѓу работниците е многу битна, затоа што со тоа се дава можност за секое свое прекршено право да си го изборат и да си го добијат. Но убаво кажавте дека кај на синдикатите во Македонија во последните години, значи повеќе изгледа, ова е мое мислење, дека повеќе се борат за фотелјата отколку што за работничките права. Сепак Сојузот на синдикати е моменталната ситуација кај нив е тоа што сега се избира председател и мислам дека во текот на вчерашниот ден се избра председателот, но сепак треба да се каже дека тој председател ќе се бори за правата на работниците, а не да минува на секој закон кој што ќе го донесе владата и да рече да ова е прекрасно и сега ние одиме понатака, но треба да се каже конкретни работи. Затоа што прекршувањата на работниците се сведени на вистина на многу минимум, а порасна сите права на работодавачите да прават што сакаат кај работниците, а фактички тоа треба да го смениме. Значи синдикатите се тие кои што мора да ги сменуваат и своите внатре организациони работи, за да може самите работници да видат дека синдикатите веќе почнуваат да работат. Но ако проложи моментот дека синдикатите, луѓето во синдикатите се борат за фотелјата кој ќе биде првиот човек на синдикатот, тогаш ние немаме мотивација за борба за работничките права, тука веќе станува збор за неколку прекршувања кои што ако видиме тргнувајќи од самите синдикати прекршуваат некои работи, кои што мора да се усогласува со самите работнички права. Тоа е еден сегмент и една корелација помеѓу синдикат, работодавач и моментално значи државата, тоест институциите. Кога ние би го имале сето тоа ќе функционира. Значи тоа се вика трипартитен договор, а Националниот совет за економско-социјалниот совет е многу битен, кој што е под капата Министерството за труд и социјална политика, а со тоа е Министерот за труд и социјална политика и председавач на тој национален совет, кој што од тука треба да произлегува сите актови и програми и права на работниците, но нормално да не забораваме дека тука членуваат и самите организации на работодавачите. Но сепак тоа е борба и треба тоа така да остане, но сепак треба да се пресликува и на локално ниво. И во нашата општина мора ние да имаме економско-социјален совет, каде што тука ќе се излеса самите проблеми на самите работодавачи, проблемите на работниците, а со тоа сепак да се донесе одлука дека таа одлука треба да се почитува и нормално дека ако се работи за нашата општина, тоа е за нашата општина. Но сепак тоа да биде сето во корелација и во еден стимул со самиот национален економско-социјален совет, кој што треба да биде во една релација за добрите односи, но сепак во интерес на работниците во самите заедници во општеството. Ви благодарам на разговорот и да се надеваме дека во скоро време ќе се подобрат сите овие работнички права во Македонија. Да, и јас се надевам, ви благодарам многу.